Бовин, круна на македонските вина. Добро вечер, драги мои. Добре ве најдовме уште една вечер добро расположени во вашите домови. Добре ве најдовме со Македониум во живо. Одамна не сме се виделе во живо. Имавме работа во меѓувреме, како што знаете, ги пречекавме и ги испративме луѓето што ја сочинуваа највисоката делегација од земјите на Хунзите. Да, Господ, она што го говоревме долго време наназад во Македониум, се реализираше во целост и во потполност, можем да кажем, онака како што го планиравме. Значи, убавите божества беа со нас, а и не може да не бидат кога станува збор за една историска мисија со чиста мисла, потврдување на македонската вистина уште еднаш после 23 века на вистински начин, онака како што заслужуваат и тие, а бога ми и ние, вака намачени и напатени во сред унакрсен оган од разни офензиви наоколу. Тоа беше вистински начин и вистински момент да се почувствуваме горди едни на други, да си дадеме сила едни на други. Ми се чини дека ништо нема да биде повеќе исто како пред тоа. Вечерва, велам добро вечер во студиото на Македониум за еден редок господин, македонист за кого сум слушала уште многу пред да го запознаам. Значи, долги години наназад, него го вбројуваат како еден од најголемите македонисти. Значи, луѓето што трагаат по македонската вистина многу одамна, кога тоа овде многу мал број на луѓе го правеа. Дури со оглед на тоа што не живее постојано во Македонија, туку во Дизелдорф, во Германија, едно време имав и намера да одам, да го барам и да го снимам таму каде што живее. Меѓутоа, еве, тоа е тука, во Скопје, и вечерва е во нашето студио. Да го поздравиме заедно господинот Ристо Поповски. Добре дојдовте во Македониум. Фала ви многу. Реков и преска, и пред малку, пред 10 секунди, значи вие сте еден од оние луѓе кои го предизвикале мојот интерес како новинар, професионален интерес, многу години наназад. Веројатно кога прв пат сум прочитала нешто за вас, а потоа и сум слушала многу од наши заеднички пријатели на оваа наша македонистичка линија исто така. Она што јас го знам за вас, пред да ве запознам и пред да ми кажат било што, дека ја имате најголемата, можеби, архива од материјали поврзани со Македонија, дека поседувате во лична собственост над 10.000 книги поврзани со Македонија и македонската вистина, и уште таму каде што го прочитав постоеше исто така и еден додаток достапни за секој македонец кој тргнал по патот на вистината. Баш така. Па, видите, после одвојувањето од распадот на Југославија, почна со Македонија да се прават игри на Балканот и јас се заинтересирав да видам што е работата. И трагайки по Македонија, за да ја помогна на мојата татковина, почнав да собирам материјали и така по разни така антички пазари, што викаат во Германија, собирав, купував книги. Одев после тоа, кога се уште повеќе заинтересирав за Македонија, почнав да барам по интернет, одев низ разни архиви, патував низ разни градови низ Европа, така да собрав навистина една голема архива за Македонија, што е многу интересантна и ретка. Има многу големи материјали. Јас од тие материјали ги црпам моето знање и покушавам со неколку една група на македонци, им ги ставам на располагање, им праќам и слики и материјали и така натака, да ние соработуваме. И самите, извинете, самите гледате дека ние и со Ангелина Маркус и со Пандил Косторски напишавме неколку книги, Ангелина напиша неколку сама. Направивме голем напредок према македонската историја. Тоа што вие го направивте во тој одреден период, а тоа не беше многу одамна, пред многу малку години, меѓутоа беше револуционерен потек за ова обкружување и оваа јавност зачмаена, заспана, несвесна, неосвестена за себе. Ми се чини дека, ако ништо друго, тие луѓе како вас, Костурски и Ангелина Маркус и Симе Пандевски,
еден ден треба нели историјата да ги забележи како луѓе што помогнале и први го направиле тој прв чекор на освестување на другите браќата, собраќата, македонците, браќата по крв, што би се рекло. Да кажам неколку збора за вас, ама ќе прочитам од оваа белешка позади последнава книга, на крајот од последнава книга. Значи, Ристо Поповски е роден во село Пъпли, Леринско, Беломорска Македонија, на 29.11.47. Сирак, уште од детството, татко му Стојан ги оставил коските да му се белеат до ден денес на планината Грамос, каде што се воделе најтешките и најкрвавите борби за ослободување на Македонија. Во офанзивата која ја водел грчкиот окупатор во 1949 година, неговото семејство било протерено од своето вековно огниште заедно со илјадници други македонци и принудено да бега прво во Албанија, а подоцна во Полска, каде што живеел во повеќе домови за деца на протераните македонци. Во 58-та се враќа во Македонија и живее во домот за деца на протераните македонци 11 октомври. Се до 68-та, кога заминува во Германија, каде што и до ден денес твори и пишува за неговата татковина и за неговата македонска кауза. Говори повеќе јазици, а оние што го познаваат го сметаат за афирматор, публицист, историчар, писател и борец за правата на македонците. Значи, тоа е накратко еден краток опис на мене. На вас, на вашата личност, на она што произлегува од вашата македонска душа, би се рекло. Јас не би сакал да се фалам, меѓутоа јас самиот лично кажам дека сум македонист. Тоа јасно и гласно секаде го зборувам. И јас како таков сум уедно и александрист. Затоа што мојата главна тема е Александар Македонски. Сум окупиран, се околу него што се наоѓа, така да можда еден од светските познаватели на Александар Македонски. Добро, ако веројатно сите што тргнале по тој пат, најсветлата точка на враќањето кон самите себе си за нас македонците е сепак Александар. Како една најзначајна фигура кон која можеме да се вратиме, кон која можеме, нели, по патот да најдеме доволен број на податоци, информации запишани од старите историчари, преведени вака, така или онака, меѓутоа и помеѓу разните преводи можеме да ја пронајдеме вистината, а наоѓајќи ја за него се пронаоѓаме и себе си. Александар, меѓу другото, беше точката на поврзување и со нашиве гости од Хунза. И тоа е тој што практично не поврза и после 23 века. Поради оваа вест бев дојден во Македонија. Дојдов да си го видам мојот македонски цар и имав прилика со него и да зборувам, со неговата фамилија, со принцот, и многу ме одушевија, поготово што тие раскажуваа како поминале низ Македонија, што доживеале и кажа дека истите обичаи што ги вишле овдека во Македонија, истите се таму кај нив, така да тие се осеќале потполно дома овдека. Дека се дома. Тие никој момент не помисле дека се во некоја друга држава. И мене што ме највише израдува од целото ова беше што јас кога ги слушав нивните зборови, го осеќав истото оно што они го осетиле приликом целата посета низ Македонија како минувале. Затоа што Александар Македонски се представува пред светот многу поинаку него што стварноста тоа го кажува. Оти Александар Македонски не тргнал да освојува неког. Тоа било тамо Македонија кај што тој тргнал. Од Шпанија до Индија. Ајде да ја кажеме оваа теорија, затоа што по се изгледа дека е најверодостојна, затоа што мислам, прв пат ја слушам од вас, иако ја слушнав и од нив, кога бев таму. Значи... Македонија било од Шпанија до Индија. Тоа е факт што не може никој да го побие. Меѓутоа, тој, само да кажем, Александар кој тргнал со својата, со 40.000 војска. Него не му е дадена војската за да војува. Војската му е дадена да го чува Божиот син, кој се родил таму, пак во Македонија, во светата земја. И тој тргнал на тој пат, он морал да го помине тој пат од Пела, така наречен царски пат према Индија, кој го поминале пред него неговите прадедовци како Македон, Дион, Херакле, и он како последниот во тоа време,
Александар Македонски тргнува на истиот пат. Истото го поминува за да си ги види своите поколенија. Со илјадници години кои изминале, он иде да ги посети сите. Меѓутоа, во целото тоа царство, кое е така наречено персиско, кое било персиско, јас ќе го објаснам тоа после, ќе ви кажам како е, тој тргнува на патот и ги сретнува македонците. На некој место е од македонците примен како нивни Божи син, во некој место од персијанските, кај што се живееле персијанците, бил напаѓан од војска, од нивната војска, така да доваѓало до војни. Тој кога го одел на тој пат, тамо кај што ги сретнува македонците, останале некои од војската. Тие се женели меѓу себе, некои влегли и во армијата на Александар Македонски, така да овие кога се вратиле тезата дека таму отишол Александар Македонски и оставил војска на тоа место кај денеска што се наоѓаат ханзите, е делимично тачно, меѓутоа тамо си живееле од секогаш македонци. И оните самите го кажуваат, тоа не е само... Нивната приказна, кога јас бев таму, беше следнава. Значи, и тие имаат две теории. Првата теорија е дека останале во големиот поход македонски, кога македонската фаланга стигнала до таа како најисточна точка. А втората, според нив, како што сами ја раскажуваат, вели друга приказна, вели дека ние и пред Александар сме дошле овде. Да, тие биле таму. Значи, и со самото доаѓање, исто така, тргнати од Македонија, меѓутоа дошле до таму. Значи, постојат некои моменти кои добро треба да ги анализираме, да ги истражуваме и да ги доведеме на ниво на некаква сепак вистина за нас, бидејќи она што не интересира е вистината каква и да е. Баш така, јас би сакал се уште нешто да кажам. Ние погрешно македонските некогаш мислиме дека Александар Македонски сето тоа го постигнал. Не е точно. Неговиот татко Филип, втори, таа доминантна личност, фигура во македонската историја која да не бил таткото толку силен, да не му припремил на својот син подлога, Александар не би постигнал тоа све. Значи, Филип е тој кој ги обединил македонците. Јас би почнал, ајде да почнеме од почетокот. Значи, со ханзите да завршиме, за да разбереме работавот и многу убава и многу голема. Ја би почнал овако. Јас имам редок соговорник вечерва, почитувани мои, ќе му дозволам повеќе да зборува тој. Повелете, господин Поповски. Па видите, Божјата мајка, Ма, така наречена, кога го створила својот син, Божји син, крал или бог наречен Зевс, тој имал повише синови. Од неколкуте негови синови, например, Скит, се формирале скитите. Од Дардан се формирале дарданците. Од Персеј се формирале персејците. Од Македон се формираа македонците. Сега, овие негови синови, браќа, и затоа се вика народите се браќа. А ние ако треба да зборуваме за старите народи. Тоа е старо, така почнува светот. Така го замислиле и го пишале нашите митски писатели и така натаму. Сега ние ќе се задржиме само на двете поголеми племиња, на Македон и на Персеј. Од Македон потекнуваат македонците, од Персеј потекнуваат персејците, сега персијанците. И сега ние да идеме што направил Македон. Македон во митологијата измеѓу Македонија и Мисир, така наречен денеска Египет, постојат исти личности, се работи за исти личности, кои кај нив се вика Озирис, а кај нас се вика Дионис. Се работи за еден. Тој Озирис кој тргнал на патот да си го види своето племство, а тоа значи Озирис тргнал, а тој е Дионис кој дошол во Македонија и тука го сретнал на Македон. И му го признал неговото кралство. Тој Македон се шират 12 племиња. Се формират уште повеќе македонски племиња со времето и тие живеат на целиот македонски полуостров, така наречен денеска Балкан. Подоцна наречен Балкански. Да, тој е во турско време наречен Балкан, затоа што Балкан значи мед и крв на турски.
Она друго што не зборуваат све е лага. Ова е точното негово наречување зашто мет и крв, затоа што тука ќе има е сладка земјата, сите народот го сакат, ама ќе има и крв. И целото време на Балканот се пролива крв, самите гледат. Так. Нема војна да пројди, а да не ја зафати Македонија. Многу убаво не опишале. Да, се работи за Македонија. Сега, на овој Балкански на Македонски полуостров се формира македонските племиња и тие меѓусебно од почетокот, пошто немало со кого, они меѓусебно војувале и имало секогаш кавги, тие си поставувале своји кралеви, си формирале своите провинции кои ги наречувале, например Панонија, па имало Халкидики, па ова Илирија и така натака, поише области во кои тие живеели. Во секој област имало некој град кој бил главен, а во градот живеел кралот нивни. Така да имало поише кралство. И они водејќи се меѓусебни војни нон-стоп, немало никаква добра комуникација меѓу нив. Ситуацијата се променува со доаѓање на најголемиот така наречен крал Филип II. Тој имал друга визија, сакал да ги обедини сите македонски кралства и ги поканува на сите 12 племиња да дојдат кај него на разговор за да се обединат, да створат една држава на македонскиот полуостров. И тоа не идело баш така лесно обединувањето, така да он морал да води војни, така заминал во Илирија, тамо па се водела војна меѓу Филип и тамошниот крал, кој морал да му признае на Филип, да му се поклони, да му признае за оданост дека ќе му служи и така натака. Филип успел на крајот 12 македонски кралства прво да ги обедини во една држава. Таа држава, пошто сите биле македонци, се вика Македонија. Тоа е првото обединување на една држава во светот и како приликом обединувањето на Филип II, тој станува и првиот македонски цар, оти краловите морале да изберат некого кој ќе ги води. Да, еден што ќе биде над нив, од нив. И на врвот морале нова титула да створат, до тогаш невидена. Немало таква титула и за тогаш за прво него коронисува за цар. Тој е првиот македонски цар во историјата на светот. Филип II. И од него се почнува. Се почнува. Филип организирал све. Тој сакал да тргне на пат. И знаел дека Македонија нема така лесно да помине. Почнал да ги организира војската. Во Пела се навоѓале најголемите институти за војна академија, војната академија. Имало театри, имало светилишта. Се што е на држава во тоа време можел да посака се навоѓало во главниот град на Македонија, Пела. И од тука Филип имал голем број на научници кои студирале во овие школи и ги обучувале на македонците по сите можни науки. Тој бил заинтересиран да створи една нова војска со која ќе може да владее на сите простори. И така тој, размислувајќи со неговите генерали, формирал нова структура на војска која нарекол фаланга. Војниците во таа фаланга биле по 180, по 1 метар и 80 кила големи. Тие денонокно тренирале разни вежби, биле многу, се одбирало да бидат брзи и итри, да можат големи напори да издржат. Пешачеле некој по 3 дена без прекин. Вежби така, за да имат голема кондиција. Многу вешти биле во за екстремни физички напори. За физички напори, и тој не мислел да иде само еден ден, него војната може и 3 дена да трае. За 3 дена војникот мора да има огромна енергија да ја издржи. Тоа се може спремен војник, истрениран, со јака храна и така натаму. И он кога тоа сето го совладал да го направи, ги повикувал воедно и хеленските племиња да се приклучат кон македонското обединување. Тие го одбивале на Филип и гледајќи дека Филип направил јака, цврста држава, почнале против Филип и да зборуваат. Познати ни се од Демостен неговите филипики кои тој ги
пишувал и Так. говори кои ги говорил држа. јавно, да. Тие се запишани и дошло до непријатни односи измеѓу хелените и македонците. И дошло до војна на Херонеја. 338 година на 2 август, тој е првиот Илинден, на светиот Илинден, доаѓа до војна и македонците ги поразуваат на хелените. Така. Хелените ја губат војната тука. Филип не завршил само со Херонеја. Тој не можел да ги остави другите градови. Тој се упатил према Атина, да го земи главниот град на хелените и да ги покори. Мора војската да влезе во градот. Так. За да го заземи, не е само на битка. После првата освоена битка се разбира. Тие сите, тој не се освојување. да остави никого позади себе, да се плаши утре што него влегол ни целиот полуостров тамо према Атина, ги сравнал разни градови, Теба ја сравнал со земјата. Тоа го снашло и Атина, кога чуле атињаните дека се приближуваат македонската војска. Тие преку глава нити се разбегале, се качиле на бродови и побегнале од другата страна на персиската страна и барале кајдари и спас. Така да е тоа и првиот бран во светот да бегалци има во една друга земја. Да. И од таму после и во битката кај Дарија, после тие таму ќе ги видиме хелените дека на страна на Дари се борат. Страна има 30.000 меѓутоа на овој дел тој ги очистил сите. Да. Така да ретко кој преживел таа војна. Значи многу малце ние ќе видиме дека тоа 2000 години после битката на Херонеја за хелените нема ништо, никој ништо. Уште 2 пати ќе се спомнат во битките кои ќе ги води Александар Македонски и од тука за нив више нема никаков податок во ниеден историски напис за тие хелени не постои ништо повеќе. 2000 години не се има чуено ништо. Значи од времето на Филип, наредните 2000 години, додека се направи државата Грција, која прв пат се спомнува. Да, за тоа ќе дојдеме, уште не сме таму, ќе зборуваме за Грција. Да потенцираме дур сме овде некои нешта. Значи 2000 години нив ги нема. Во ниедни записи. Хелените ги нема, грците ги има од 1832, ќе зборуваме за тоа. Сега Александар после оваа битка мора. Да, за Александар ќе зборуваме во вториот блок. Зашто сега имаме реклами. Браво. Значи за Филип кажавме нешто малку. Оние што сакаат да дознаат нешто повеќе можат да си ја најдат Филип II македонецот на Ристо Поповски и Ангелина Маркус, каде што практично е сублимирана. Да, има повеќе податоци за кратко време ние. Меѓутоа што е најважно? Не можеме да кажеме све. Најважно е дека ова е настанато како резултат од долгогодишни истражувања низ литератури што се ретко достапни за соработка со Ангелина Маркус. Еве го Филип II македонецот, видите што е убав насловнава на оваа книга. Ова е една огромна благодарност, сакам да кажам во оваа прилика на луѓе како Ристо и како Ангелина кои знаете што всушност сте направиле? Наместо некој да изгуби, не знам, години и години трагајќи по литератури кои не верувам дека на секому му се достапни, секој може да допре до нив. Значи едно такво сублимирано знаење ставено во верувајте ми дека тоа макотрпна работа да се соберат материјали. Проведувам со денови, со многу часови, по 8 сата некојаш сум работам за Македонија, некојаш со недели, без прекид. Огромна енергија во мене постои, упалена нека атомска енергија кај мене, така да никош не исчезнува. Ја не знам од каде ја собирам таа енергија. Дај Боже дека ве држи таква енергија. И сега сето она што сме го собрале, сето знање што го имаме ние, Ангелина и јас, го ставаме во книги. И ние често разговараме, телефонски разговори се милиони кои ние сме ги направиле меѓу себе да би читателиве денеска дошле до она што ние преку преку интернет си праќаме материјали и така натака, така да сме мислам дека од вас еднаш имам добиено од вас. Веројатно вие сте и дале на Ангелина, па Ангелина ми го даде мене, извадок од една германска енциклопедија со многу стар датум на издавање, каде што тоа подоцна го делев и јас тука низ нашите луѓе македонисти како редок примерок од една голема вистина, каде што има 3 фотографии. Значи тоа е извадок од една стара енциклопедија германска,
каде што под белиот човек, под белецот, пишува македониде, под монголоиде и негроиде. Јас ја прескокнав таа тема због тоа што материјалот е невидено огромен. Тоа треба книги да се пишува. Ова го кажувам како нешто специфично, зашто многу луѓе зборуваат за тоа, особено во тоа време. Да, ќе кажам само кратко дека Богот, кога го створил светов, тој створил 3 раси на земјината топка. Так. И сега се прашуваме, се гледа со око, тоа не може да се лаже. Има црната раса, тоа се негридите, така наречени во Европа. Има жолтата раса, која се наречени монголоиди, и постои белата раса. Белата раса во Европа ја викаат европоиде. Меѓутоа, таа европоиде не може да биде. Затоа што името Европа е многу младо. Тоа некаде у 15 век е ставено за прв пат во историјата на светот на книга. Од која ги формирале континентите. Ама светот не постои 1500 години. Светот постои многу минуле понатак. Ние македонците имаме 13.000 години старо писмо, што го читаме, сам со Бога сум, кажува. Така да ние не може да зборуваме за некои се европејци, ние треба да зборуваме за кои се тие. И онда доваѓаме до она дека се македонци, и онда мораме да го кажеме со правото име македоноиди. Так. Тоа е што светот го крие, го лаже. А ќе мора и тие да го кажат и да си го признаат. Тие ќе мора да го кажат, ако не успеат ова година да не уништат. Да. Уништувањето на Македонија мора да се случи оваа година. Ако тоа не се случи оваа година, Македонија е вечна. А ќе ви кажам после зашто. Ајде сега кажете ни за Александар, бидејќи Александар е наред една вечна јубилена тема, особено во Македонија. Александар не е роден случај. Тој се долго се очекувал. Сега му беше скоро роден ден на Александар, значи на 22. Да, му беше роден. Александар не е случајно. Еве, ќе покажам книгата. Овде пишува све за него. Да. Таа е со Пандил Косовски, ја напишавме. Так. Заедно. 2000-та година е издадена, ми се чини, да. Се запозна со Пандил Косовски. Од тогаш се дели по македонистичките кругови како многу ретка и година да извадиме како символ на христијанството, на обединувањето на целиот свет. Така ни беше намерата. Да. И успеавме во тоа тачно 2000 година да издадиме оваа книга. И сакавме да го пишеме Александар Македонски како што бил тој. Пошто тој беше Божиот син. Така. Кој долго го очекувале македонците да дојди пак на овој свет, за да им помогне. И од Мисир, денешен Египет, нагласив дека двете имаат исти личности кои фигурираат во митската митологијата светска. И така да Аристандар е испратен во Египет кај Филип II да го потпомогне раѓањето на Божиот син. Дека пак тамо ќе се роди во светата земја Македонија. Пишува во сите храмови, во повеќе храмови во Мисир пишува тоа. И да му помогне во духовното созревање. Така, да. И тој вика, самиот кажува, работите вика не се одвива сами, ние мораме да ги потпомогнеме за да се тие остварат. Да, си ми читала роман за еден бог од Морис Дрион, каде што е практично, нели, некакво толкување врз основа на записите од неговиот тој духовен водач, истиот. И Аристандар доаѓа во Македонија, во кралската палата, и Филип му раскажува дека имал чуден сон и му се случило дека на неговата жена Марија, која се викала, Марија, го втиснал прстенот на стомак. Печатот го удрил. Да, на незиниот стомак. На кој имал лав. Тоа бил македонскиот жик, што вика така, што старост што имал. И Мир Газанфар Аликан имаше прстен со лав. Ќе видиме подоцна. Здравје Боже, некаде во септември во една посериозна емисија. Тој го протолкувал Аристандар така да му рекол, слушайте, празно буре, вика, не се запечатува. Значи, вика, царицата го носи престонаследникот, долго очекувано, ни вика, Божи син ќе се роди, тој ќе има, вика, ќе биде со лавовско срце. И кога Александар се раѓа, се случуваат повеќе чуда на светот. Тоа е, како да ви кажам, нешто како предзнак дека се раѓа нешто Божие, така се запалува храмот во Артеминида,
па се случуваат повише такви, паднала звезда од небото, па покажувал тоа бил светлост со која тој просветлувал и така натаму. И Александар, кога се раѓа, мајка му, пошто го родила Божиот син, ќе биде наречена Олимпија. Тоа е на име прекар, кога македонците се дава поише, пошто таа родила Божи син, а боговите на македонски живеле на планината Олимп, пошто она родила еден Божи син, се нарекува Олимпија. Тогаш таа се вика Олимпија. Значи, незиното вистинско име е Марија. Марија, незиното вистинско име е Марија. Прекарот Олимпија затоа што го раѓа Божиот син. Баш така, да, што го раѓа Божиот син. И сега овој Божи син, за него у младоста нема ништо. Он се тек појавува кај коњот Букефал некаде. Го зимаат повише учители, свештеници, го носат низ светилиштата, го учат да го припремаат. Тоа не е само едноставно да биде некој Божи син, тој треба да биде многу паметен, интелигентен, да знае целата верска работа, како се однесувале македонците према тоа, и тоа морал све да научи. И затоа со години него го нема. Он се појавува тек како млад и прикажуваат со коњот Букефал. Да, сцената со Букефал е прва од неговото детство. Го смирил тој коњ. А тоа се случува верен пратеник на сите кога има околу 12 на години. 12-13 години, така да. Подоцна Филип II размислувал кого да го повика, на кого да го даде својот син да го учи, и се посетува на неговиот најдобар пријател, другар со кој одраснал заедно на Аристотел. Тие биле двајцата во царската куќа. Таткото на Аристотел бил лекар на неговиот, на таткото на Филип. И они како деца уште оделе во царските палати, студирале на сите академии кои се таму, науки кои се биле, така да они биле. Филип бил доминантен, снажен, јак и добар оратор, додека Аристотел бил потиха, многу интелигентен, знаел на секој нешто, знаел што да каже. Он бил неверојатно интелигентен човек. И затоа го повикал да му го учи синот, оти бил универзален уедно, да го научи за сите работи. Така да сето оно што Александар и Филип што правеле е дело на Аристотел. Оти Аристотел му бил на Филип II му бил личен советник. Да. Тој бил најајкот учител на неговиот син. Значи, знањето што го поседува Аристотел го префрлил целото на Александар. И сега Александар, кој станал со 18 години после битката на Херонеја, рековме, тој се припрема за да оди на тој Божји пат, што требал да го измени од Пела да иде до Индија, за да си ги види своите македонци. И со него повел научници, војска и така натака, за да го проучат целото тоа, да запишат све што ќе сретнат на пат, растенија, животни, тоа све енциклопедии во тоа време што постоеле сите, целата ботаника се македонски имиња, да знаете. Тоа во тоа време се запишани и сите растенија што во тоа време се запишани, денеска така се викаат. Тоа го правеле македонците. Сега па не случајно велам јас дека таму, јас во 2005-та ги сретнав на крајот на светот, на подножието на Хималаите, во едно обкружување каде што не можете да видите цвеќенце, ни од цвеќе, нити оплеменет двор. Кај нашите во Хунза има џунџулиња, шебои и сите македонски цвеќиња како во нашите дворови. Видите, они за све знаеле. Тоа била невидена наука. Меѓутоа, овие фалангистите што биле, тие не биле само војска. Некој мисли погрешно. Они биле се и се што, тие биле многу учени. Сите беа завршени, има завршено во царската палаца да се школувале. Целата фаланга е школувана во царската палаца. Така да меѓу нив имало инженери за градба, тие правеле патови, граделе мостови. Александар изградил 70 града. 16 ги нарекол со името Александрија. Зар тргнува некој во војна да гради градове? Да, видите. Си одел да си ги види, да ја каже новото, оно све што е ново, тој што имал замисла како да го направи новиот свет, да го обедини целиот свет тогашен на белата раса, да ги стави во една држава во која ќе живеат сите срекни и убави. Тоа се и случува. Александар постигнува со неговата невидена енергија и способен како Божи син, тој се докажал
А меѓутоа се случувало да персијанците го напаѓале, затоа што тие веќе имале други богови, иако била братска вако како братски од Богот потекнувале од Сите се исти. Да, они си биле братски народ со нас, меѓутоа доваѓало ради религиозни работи, доваѓало до војна и морал Александар со нив да се бори. И на тој пат тој стигнал се до Индија. Александар после сета тоа што направил низ целиот свет, ќе биде на крајот отруен и то погрешка. Како погрешка? Така погрешка го отруиле затоа што тие не знаеле. Постоело некои треви, кога човекот ќе малце изноштен, така се осеќа, многу се зборувате за, гледав и сум читала доста на оваа тема за чемериката. За чемериката. Тој ќе лек што се прави од чемериката, меѓутоа ако е во одредени дози тогаш е лек. Ако е само во одредени дози, тогаш телото зацврсно е јако здраво. Меѓутоа, ако се даде и во голема количина, штети може да дожи до смрт. Истото сум го помислила јас, само ќе ми дозволите на кратко, бидејќи сум читала и предходно некаде дека и предходно негде се разболел кога влегол во една река, па нели го треска. Значи имам дури во филмот ставена една комуникација негова со Филип, лекарот негов, каде што тој му бараа лек што ќе делува брзо и ефикасно. Значи тој не бил човек што сака да се лечи долго, а сигурно, туку брзо и ефикасно. И оттаму предпоставував, и јас предпоставив дека можеби тој ги форсирал своите лекари да му дадат повеќе за да оздрави побрзо. Да, он погрешка е отруен, така да приликом додавање на втората и на третата доза, почнува телото веќе да се грчи, да доаѓа до смрт. И кога тој приметил дека више не може, нема сила више, ги повикнал сите генерали кои ги имал и напишал тестамент и на сите им оставил кој каде да владе. Така да тестаментот го имаме, му го испратив на Пандил Костурски, тој направи една книга од тестаментот и во кој пишува тачно деталирано што како е за време на неговата смрт. Пошто Александар останува уште една голема мистерија, освен тестаментот кој јас сум го видела и сум го прочитала. Летово сакав да го студирам малце понарад што се вели. Меѓутоа останува мистерија неговиот гроб. Што мислите вие на таа тема? Еве сега има напишано на книга, не знам дали ви е познато. Тој Вил Адамс напиша една прекрасна книга. Ние во нашево студио разглобивме и анализиравме една теорија на господинот Паскал Камбурски и една теорија која е многу интересна. Ова не сме чула, ќе ни ја кажете ли? Оваа книга, да ви кажам, сега е бестселер број 1 во светот. На ранг листата е прво место држи. Тој Вил Адамс напиша една прекрасна книга за мене, за Александар Македонски и за неговиот гроб. И книгата се вика Божиот гроб. И таа книга мене што многу ме одушеви, због тоа не само што пишува за Александар, дека у случај да се открие гробот на Александар Македонски, каде дека ќе има повише војни ќе се случат, зашто ќе се појават повише потомци на Александар Македонски кои ќе бараат тој гроб. Ќе претендираат дека ханзите, ние сите ќе бараме дека гробот е наш. Ќе сакаме ние да го поседуваме, ако тој е македонско, значи тој е наш. Така. Сакате? Ма ханзите и не се проблем да не бараат некои други. Не, има, колку сакате ќе се пријава, за тој гроб. Меѓутоа, мене што ме изненади во книгата, тој ја опишува денешната ситуација после Втората светска војна, таму пишува зашто грците нас систематски не уништуваат и зашто тоа го прават. И тоа е оно што сакам да ви кажам, дека ова година, кога преживееме 2008 година, ќе бидеме вечни. Затоа што во на Даниел списанието, таму тачно стои дека 23.000, они мислеле дека се денови, тоа се работи за 23 век. Така. И тие векови сега тачно годината, тој кажува сега, вика, сега е годината 2008. Истекнува, вика, пророчанството, вика, кој го напишал Даниел за Македонија.
затоа што тој Димитрија направил голема неправда према евреите, им ги обесчастил светилиштата. И тога се фрлена таква една догма према македонците и тоа сега нас како ни се свети. Али денот на истека е 2008 година и затоа сега интензивно се работи на променување на македонското име. Затоа покасно ќе кажеме на крајниот дел, ја мислам, подобро да зборуваме. И сега кажавме дека Александар кога умрел, тој го оставил својот тестамент и ќе видиме дека по неговото умирање не замрела македонската империја. Таа уште 300 години ќе владее од Шпанија до Индија, ќе ствара илјадници градови, ќе ги обедини сите македонци во една држава, дури и персијанците и сите други народи кои се створиле во тоа време, сите ќе се претапат во македонци. 300 години асимилација на се оно друго што било ван Македонија. Ја не верувам дека некој народ 300 години ќе издржи било како асимилирање. Ние можеме да видиме дека ево во Југославија која формира постоеше 50 години, па колку се асимилира во Југословенија. 300 години, тоа е нешто невидено, а поготово во тие времења, кога народот многу по вака, како да ви кажам, поглубил него денеска, тие се асимилира сите, така да станува се работи за една чиста, нова македонска империја. Да. И на таа империја ќе ги видиме дека владеат во Македонија повише царски куќи. Едната е царската на Антигонидите, кои владеат во Пела. Да. Втората е на Селеук, кој владее прво Вавилон, после тие живеат во Селеукида. Меѓу нив ќе има и повише фамилија лярни имиња, како Антиох, па ќе има 16 града со името Антиохија, ќе има 16 града со името Селеукида, ќе има 16 града со името Троја, затоа е тешко да се најде Троја. Каде е Троја? Троја, да, ние знаеме каде е Троја. Ние знаеме каде е Троја. Таа се наоѓа во центарот на Македонија. Така. Во Прилеп. Оваа теорија, да, ја поддржувам. Ама пошто има 16 градови и овие што не се разбираат тоа, си мисла дека Троја ја нашол Шлиман, ама тој не ја нашол. Троја, вистинската Троја се наоѓа во Прилеп. Да. И сега тие направиле многу градови, формирале една огромна империја, се до доваѓањето на новата Божја ќерка Клеопатра VII, македонката. За неј стигнавме до запишуваме, Клеопатра, вашата последна книга е за Клеопатра. Јас ви кажав и пред емисијава, си ја оставам да си се вака како посластица летово да ми биде, додека го користам одморов мој за почеток во Гари, а ние со Клеопатра се враќаме веднаш после рекламите. Значи сега зборуваме за Клеопатра, го имаме човекот кој ми се чини од нашево обкружување најмногу дознал за неа, копајки по разни книги, архиви, собирајќи информации што никој од нас ги нема сублимирано на вистинскиот начин. А јас би почнала од фактот дека до пред некоја година, тоа не беше многу одамна, дури можем да речеме и беше скоро, во нашава држава, ако се спомнеше Филип или Александар или Древна Македонија или антички македонци, тогаш ќе ве гледаа малку чудно, најблаго кажано. Ви се смеја сите. Меѓутоа, пак, ако спомневте и Клеопатра, тука вака дефинитивно... Да, ќе беше, да. Дефинитивно... Па тоа се и случи. Јас 1992 година ја напиша првата книга за Клеопатра, ама на германски ја давав и ја делев на македонците. Па тие сите ми се смеја, да ви кажам, како Клеопатра македонка, па викам, читајте, ќе видите како и зошто. Така да од таа книга се делу во оваа книга исто така напишани. Јас собирав многу книги за Клеопатра, имам огромен број на книги за Клеопатра. Тука пишува дека се 16. Јас ја не сакав сите да ги наведам, ќе требаше 5 страници да пишувам книги од кај сум црпал. Така да доста списанија, разни поделчина вака у разни енциклопедии. Па во
новини и така натака, све што сум прочитал имам собирано во компјутерот, се тоа да наведува некој ќе биде смешно, затоа напишав во повеќе списање. Така да е огромен материјалот исто за Клеопатра која. И од тоа јас го напишав во книгава, така секој што ќе се заинтересира за Клеопатра, а верувајте ми, оние пријателки мои кои ја прочитале книгата, ми кажува се толку одушевени, викаат, јас вика сум најгордата македонка сега. Така, сигурно. Замислите вика, да имате... гордо одам, вика, низ улица, вика, со дигната глава, вика, се шефкарам. Замислите да сте свесни дека познатата, најпаметната, најучената, најзгодната, најинтелигентната жена од историјата е некоја што припаѓала на својот род, тоа не е мала работа, нели? Видите, таа била долго очекувана кој што е Александар Македонски. Гледаме дека има некој циклус од 300 години. Јас тоа сум го приметил дека циклусот на доваѓање на Божите синови е некако 300 години. Зашто е тоа така, не можам да го објаснам, меѓутоа тоа е така. Толка е разликата меѓу Александар и Клеопатра? Да. Видите, Александар доаѓа во 303-та, Клеопатра негде пред крајот пред почеток на новиот век. Во 30 век она е веќе ја нема. Завршува со незе. И гледаме значи дека некој циклус има и таа доаѓа исто така долго очекувана, као Божја ќерка се раѓа и со многу племенита, убава, била невидено, да, тоа можеме да видиме дека за тоа време таа била стварно многу убава. Живеела во царската палата и тоа, пазите, живеела во Александрија, во главниот град на Македонија. Да објасниме накратко за нашите гледачи. Таа е од династијата на Птоломеите. Птоломеите, да. Птоломеј бил еден од 12 другари на Александар. Не бил генералот по македонското, главниот генерал. Да, тој бил полубрат на Александар Македонски, полубрат, да. Ова не сум знала. Да, пошто Филип бил женкар, што викаме, многу сакал жени и тој... Еве Клеопатра, можете да ја видите на една... Така да... Незината биста, практично, незиниот лик. Се гледа колку била убава. Да, и така да една... Софистицирани црти на македонка се гледа. Така да и тој Птоломеј имал прилика, поред као полубрат на Александар Македонски, заедно да учат во тие сите академии што постоеле и факултети и така натака. Значи, да, не случајно таа се смета за директен потомок на Филип. Он и највише се придржава према Александар Македонски и ја формира Птоломејската династија, во која ќе видиме дека има голем број во книгата се сите ставени. За прв пат ги има сите царски лози на македонски. Како останала оваа лоза во Египет, значи за гледачите да објасниме, освојувајќи го... Сега, никој не се прашува. Тој е, например, Александар изградил 70 града, никој не зборува за тоа. Тоа е голема работа. Не може тек така за 12 години 70 града да се гради. Со кого и колку илјадници. Ти градови не биле од само од кал, што викате. Се градило од цигла, па требало стубови да се прават, то се клесело со камените. Тоа огромна енергија се троши тука, народ, илјадници, луѓе работеле на тоа. А затоа била фалангата, 40.000 војска. Таа кај ќе поминала, таа све градела ново. Така да тоа останувале позади незе. Значи, освојувајќи го Египет, поминувајќи го Египет, одејќи на тој пат, таа водела и војна, али и градела све наново. Све нови градови. Меѓутоа, Птоломеј останува во Египет да владе како на освоена земја. Како што Александар по тестаментот им препишал на сите негови македонци кои биле од кралските лози. И тој ја формира Птоломејската династија и по него имаме околу, ја мислам, 12 од Птоломеј, таткото на баш така, 12 од Птоломеј, значи завршува со 12 број завршува. Пазите, тоа не е само случајно. Тука тачно е дефинирано со 12 од Птоломеј се раѓа Божјата ќерка. Клеопатра седма, затоа што имало многу Клеопатри, не една, имало стотици. Меѓутоа ова е од лозата на Птоломејците седма Клеопатра. Имал Александар сестра, и Филип се жени. Седмиот пат се жени со една Клеопатра исто така. Така да има многу Клеопатри. Многу често име, за да ги веројатно, разпознаеме македонкиве, треба, затоа седма ова се вика. Да. Таа Клеопатра била многу паметна, многу учена. Таа ги имала сите можности за да биде научена, затоа што во Александрија се наоѓале
најголемите школи што постоеле во антиката. Така. Тоа бил центар, град на култура, град на просвета. Тука се наоѓале најпознатите лекари, тука имало најголемите филозофи. Од целата Македонска империја, собрано све што постои, најпаметното живееле сите во Александрија. И тој бил главниот град на Македонија. Нема некој да мисли, тоа е империјата македонска, со македонски народ. Тука живееле македонците, они што некој пишува, зборува, тоа е само фалсификати и лаги. Тука си живееле македонците. Јадрото на македонската интелигенција, уметност, значи била во Александрија. Немало друг. Македонците од Пела, пелазгите. Граѓаните на Пела се викаат пелазги. Херодот пишува за пелазгите дека тие се шират низ селото Средоземје море, го населува Средоземното море. И ние ќе видиме дека на сите овие мердијани, каде го да копнете, не излегува ништо, само македонски артефакти. Нема. Сега, они за да го фалсифицираат светот, да го лажат, новиот свет, затоа што они новиот поредок да го направат, во некаде тамо околу 18 век, почнуваат со нови изрази. Се ова е ставено во друга функција. Све во друга. Се што било македонско. Пела, пелазгите ги викаат. Александрија, александриците, Рим, римјаните, Бизант, Визант, византиците. И ја делат на такви 4-5 различни како народи ги прават. Дека тие владеат. Ма тука живееле, кој живеел? Тие биле сите македонци. За да не го речат името Македонија, ги прекрстуваат во пелазги, александрици, римљани, византии. Тоа е лагата на свет. Разбија енергијата ако сакаш да ја нема. Така да Клеопатра кога доаѓа тамо, таа е многу учена, многу паметна, многу убава, мислам како жена, како владител, и таа си барала момче. Тоа време во Рим, во градот во кој живееле македонците, немало друго, белата раса за македоноидите, тие се распространили, си формирале нов град. Тоа било градче, тоа е селце било Рим во тоа време. И татко му кој почесто вршил трговачки делки со комуникации, продал житото и во Мисир во тоа време многу жито имало, така да тие уноселе за Рим жито за да се прехранат римјаните. И почесто одел таму да ги земи парите. И се сретнувал со Цезар. Бил, он го ценел многу дека бил многу паметен, а воедно бил и многу јак. И вика, ова би требало за мојата керка во случај да не се случи нешто. И он достоен јунак за мојата керка. Тој често и му раскажувал на Цезар за неговата убава керка. Тој секој посета се поише и поише бил заинтересиран за Клеопатра и така да се случува да и таткото рекол, јас во тоа време знаете дека кај нас обичаите беше дека таткото и мајката си го бирале кој ќе биде на невестата мажот. Нели? И го поканале да дојде во Александрија. И тој доаѓа во Александрија, се запознава со Клеопатра, се договараат и да се венчат. И после тука... Да, замислете каков филм ние си имаме во главите. Заснован само на еден игран филм кој е снимен во холивудска продукција. Како што е сега филмот за Александар на Оливер Стоун. Кога направија педер, зато грците што се педери денеска све. Меѓутоа, како и да е, Клеопатра како модел на жена, луѓето ја познава и ние ја знаевме само најинтелигентната жена врз основа на тој филм. Топка. Значи, Цезар доаѓа, знаеки веќе многу убави работи слушнато за Клеопатра, доаѓа таму да види што е работата. Прават свадба и онда он ја кани, она има голем капитал. Клеопатра е невидено богата. Огромни количини на злато. Страшно богата империја Македонија. Се разбира, Египет во тоа време, кој знае колку фасцинатно било за еден од Рим. Да, во тоа време на Цезар вика, јас ќе дојдам во Рим, ама не во тоа село, вика. Јас ќе дојдам, ти кој ќе ми возможиш, вика, оно што ти ја возможувам овде да живееш. И тој вика, нема проблем ако ми дадеш пари. Он и дава капитал, она му дава капитал, он се враќа во Рим и ја гради првата палата во Рим се гради од парите на Клеопатра. Таа го финансира за да му возможи. И така Рим се гради. Македонците го градат, нема кој друг. И направува палата таму и Клеопатра, која е завршена палатата, доаѓа во Рим
и тука живее со Цезар. Меѓутоа, И тие со римјаните, Цезариончето мало. вие знаете дека ние македонците село до село па ќе се степаат, па водат Да, борби и така тоа е натака. па во една понова верзија од на филм за Клеопатра, многу вака драматично прикажано, како е Цезар веќе претходно женет со римјанка и кога оваа сцена на Клеопатра кога влегува во Рим, а тој држи говор на сред плоштадот. Да. Е многу толку драматично прикажана, сето тоа влегување помпезно со сите колоритни и златни ефекти. Царицата, таа носи се царската разбира. круна на македонците. Меѓутоа, има ли вистина во тоа дека, тој веќе е еднаш претходно женет во Рим? Да. А таа со малиот Цезар оди и му го Па Филип колку жени имаш? Му го качува на сцена. Да, меѓутоа во Рим веројатно тоа не било прифатено. Па не било, како не било, го тие македонци биле, како нема да биде. Так. Па истата И работа. што се случува после? Па да, Клеопатра доаѓа во Рим, овие римјаните како македонци, тие се љутат на Цезар дека подлегнал под Клеопатра, знаете како кај нас вика мажот легнал на брашно. Да. Не, и што ќе му каже жената, тоа прави. Так. И така во тоа време што тие што биле патриоти во Рим, не го сакале на Цезар и му кроеле план да го убијат и Цезар ќе биде убиен и Клеопатра ќе мора да бега. Да. До Рим, да се врати пак во Александрија, иако замислуваше Рим да биде новиот центар на новата империја, од каде ќе се води империјата македонска и да биде главниот град на Македонија. Рим и станува главен град на Македонија, меѓутоа македонците пак си продолжуваат истата песна која што се тепале пред тоа с 12 племиња меѓу себе се бореле, подоцна сите македонци кои умрел Александар Македонски, иако тие сите се секогаш поврзани со бракови меѓусебно, царските куќи. Нон-стоп се сите поврзани. Тоа можете сите овие во Клеопатра што се да ги видите царските лози, да видите дека кој со кого бил во брачни односи. Така да, иако тие биле сите поврзани, али си воделе војни. Војните биле некојаш, па највеќе често борба се случувала за гробот кој да го поседува на Александар Македонски. Така да, кога во Рим доаѓа Клеопатра, таа го гради Рим како нов град на империјата. Тука се изградил многу Рим, затоа што кога Клеопатра дошла низ Рим, на улиците тоа било кал, измет се течело низ улици и така натака. За прв пат кога доаѓа Клеопатра, целиот град се реновира и се прават прави палати и така натака. Така. Значи сјајот на Рим почнува со Клеопатра. Да, со Клеопатра. Тоа било се обично. Се случува тоа што се случува со Цезар, таа се враќа назад, па доаѓа Антонио на сцена. Доаѓа Антонио на сцена, таа морала да земе некој маш, морала со Рим, затоа што во Рим се случува тоа да во Александрија македонците се веќе многу модерни и тие модерно мислат, не мислат да водат војни. Додека овие во Рим сите се спремаат за борби, тренираат јаки, здрави, тоа што го правил Филип, тие се тек во тој развиток. Во таа фаза. Да, во таа фаза се и они се многу борбени и така натака. И доаѓа дури во битка со пелазгите, со градот Пела. Градовите меѓу себе водат. Тоа се градови Александрија, тој е град Антиохија, тој е град Пела, градови на македонците, на македонската империја. И Рим. Да. Они водат, они пишуваат се македонски војни. Меѓусебни војни, да. Македонската војна, прва и втора со Рим. Нема, тоа се македонски војни. Рим и Пела водат војна. Да. Нашите перси и римјаните. Тоа се пак македонците, никој не е друг. Они си ги водат војните. И целото време имаме, после пропаѓањето од Клеопатра ќе се отруе, исто како и Александар, се кажува дека со кобра се отрувала, меѓутоа не можело да најдат никаква змија тука дека била, нити пак имало убот некој на незиното тело, дека змија ја каснала. А плюс тоа една змија не може уште двете незини слугинки да се отруени. Затворени во храмот. Значи, тие па исто јаделе, пошто и Клеопатра правила експеримент со отрови, се припремала изгледа за иста смрт како и Александар Македонски.
Пред да се тоа се избањала, па правила гозба, Така, па ритуална се правила, веселила и тоа така, на крајот таа свесна дека нели се нема друго труе решение за неа. и умира така. Има во шега, јас дури го имам спомнато во Македонија, што кажала, кои биле последните зборови, мажи се упропастија. Значи, од незиниот убав план да ја возобнови македонската империја. Да, и она кога умира, после тоа, например, Рим владе, од таа година до 305 година доаѓа Константин на власт. Македонец исто од Ниш, со мајка му Елена, и го формира новиот град кој му дошол на визија кој на Александар, што му дошол визијата за Александрија. Тој го прави својот град Визант. Па Визант според визија, нели? Да, визија, ама тоа место тука било едно селце кој се викал Визант, Бизант, така наречен. И тука тој го гради својата, да му биде главниот град на неговата империја. Имаме круг, гледате, Пела, па се врти околу Александрија, па се доаѓа до Рим, па се враќа пак назад, на истиот пат во Визант, од кај што тргнал Александар, фактички од Пела, у близина на Пела, доаѓа новиот град на новата империја на Македонска со начело на Константин. Така. Да завршиме сега овде со Клеопатра, сега за сега. Иако јас, откако ова ќе го прочитам, можеби ќе ве побарам во Германија. Добро. Есен-2. Египет и Луксор барем се блиску и за патување едно 2,5 часа се доволни за да се посети се ова и да се направи една видео приказна како што треба за Клеопатра. Ама тоа во некои вака идни планови наши. А сега одиме со реклами, а после имаме уште малку време колку да резимираме некои важни нешта во име на македонската вистина. Сме и оваа вечер со Бовин, како што гледате. Меѓу другото, да, за добре дојде. За добре дојде после толку многу години, господин Поповски. Фантастично е виното. Меѓу другото и нашиот... Знаеш дека и нашите македонски цареви пиеле вино. Сето тоа е една многу бава македонска приказна која се вклопува точно во Македонија и не случајно Бовин се луѓето кои го поддржуваат Македонија од почетокот на оваа телевизија. Ние да продолжиме зашто имаме уште многу кратко време, а имаме да кажеме многу вака силни реченици за крај. Значи, ако го следевте нашиот гостин, тој вели на секои 300 години се случуваат. После 300 години циклично некои нешта битни за Македонија. Па после 300 години доаѓа Константин. После Клеопатра, како наш македонски цар, и си го формира своето царство на денешен Истанбул, кој што е, тој така наречен Цариград, затоа што тука владеат нашите македонски цареви. Ние имаме, после Константин први, имаме уште 14 Константиновци, кои живеат тамо, све до паѓање на Цариград, освојување од османлиите 1453 година. Од тука македонците бегаат. Меѓутоа, уште е многу важен да се каже Јустинијан, кој своето царство го префрлува. Тој не сакал да владее во Цариград, иако таму била престолнината македонска. Меѓутоа, тој се префрлува во Скопје, му било поблиску до неговиот родно село Таор, и ја става, се префрлува престолнината во Скопје. Така да. Јустинијан владее од Скопје со целата империја на Македонија. И тоа ќе го видите така наречено Римско царство. Работи за Македонско царство, тоа не е римско. И многу се нервирам вака кога некој ќе спомне. Ова е од римскиот период. Ма немој, молим. Па затоа за да оди за Рим, а не за Македонија да остане. Така тие што го прогласуваат тоа, тие се платени од Рим, да знаете. Затоа што ако некој каже дека е римско, римјаните ќе си го побарат и тој ќе си оди за Рим. Не останува Македонија. Да одиме понатаму, зошто сето тоа е така денеска? Значи... Сето тоа така е затоа што после многу години се прави нов поредок на светот. И во тој нов поредок нема место за Македонија и македонците. Како енергија која треба да се разбие и да ја снема. Затоа што се што на земјинава топка е направија македонците. И сега, за да не биде тоа така, некој размислил како ќе владееме со оваа голема маса. И доаѓа до заклучок дека треба да направат самите македонци, доаѓа до заклучок дека и треба оваа маса да се дели, за да се владее со незе.
и почнуваат нов поредок на светот. Тоа некаде околу 18 век. Пред 18 век почнуваат веќе такви работи да се размислуваат и се формираат некаде околу 18 век почнуваат да ги формираат новите држави на Македонскиот полуостров и ќе видиме дека доста држави се направени на овој Македонски полуостров кој ги нема во Библијата. Так. Никој не се прашува како тоа, ако тие постоеле од не знам од кога, тогаш би морало во Библијата за нив да пишуваме, нив ги нема. Тамо за разлика од Македонија која е спомната 38 пати е спомната во Библијата. 37 пати. Да. И не е ни случајно дека македонец на Павле му дошол на сон да оди во Македонија и помогне им. И не е ни случајно зашто 16-9 се вика да, 16-9. Да, нова енергија што се појавува на македонската сцена. Па сега за да го владе тоа почнуваат нивата на Александар и на Филип да сечат. Так. И од неј се прават повише држави со нови јазици кои се изработени во Виена. И така да денеска ево што имаме ситуација на Балканот. Значи Грција, Албанија и не знам наше окружување. Да. 1832 година е формирана нова грчка вештачка држава на Балканот. Так. Таа грчка држава е формирана со декрет. Едно 500.000 народ. Так. Со 500.000 народ е формиран. Увезен крал. Кралот од Германија со Ото I. Така. Со околу 27.000 така наречени германци, одродени македонци, ја формираат Грција и најеминентниот и најпознатиот германски писател во тоа време, кој доаѓа со царот, со тој кралот Ото I на островот Мореја, пишува дека овдека, вика, ако ги барате хелените, вика, тие не постојат, вика, тие тука се од корнати, вика, исечени со срп и од корнати, вика, со мотика. Во денешниме, вика, Грци, вика, не тече ни една капка хеленска крв. И сега се прашуваме, зашто зборуваме ние? Овие се нов народ, еден вештачки народ. Така, за бугарите, исто со Фердинанд I е формирана на Бугарија 1878 година. Так. Подоцна од Грција. 1919-12 година е формирана Албанија. 1878 година е формирана Србија. Така да ние точно знаеме дефинирано све и ќе видиме дека Грција пред 1932 година си славеше 100 годишница од нивното постоење. Можете ни сите весници да видите тоа. Так. И сега една таква држава, која е вештачка држава, творенина на Балканот, претендира си бара да Македонија си го смени името, која со векови на овие простори живее и се што е направено на земјината топка потекнува од македонците, тие го направија. И сега овие одородените народи кои присилно се приморани да се викаат Грци и така натака, тие денеска бараат да Македонија си го промени името. И сега се прашуваме како е тоа можно. И онда гледаме кој постои позади тоа. И ќе установиме дека Грција е продолжена рака на Енглеска. Так. Значи енглезите бараат Македонија да си го смени името. Фактички Европа. И ќе видиме кои се пријатели на Грција. Се јавуваат французите, па се појавува и германците. Ко Меркел вика мора да разговараме за името. Не е тема сега разговор, так. Проблемот на егејците и така натаму. Од една ситуација која што гледана од наша перспектива беше многу чиста, изработена максимално честно и поштено, ни се случи Букуреш, каде што видовме всушност што се случува. Ни се случи нешто што беше некаков колективен македонски шок, меѓутоа истовремено они не се свесни што направија. Да. Повторуваме тоа многу често во Македониум. Значи една огромна иницијација која на нашиот народ веројатно треба да му се случи после такви шокантни настани. 1832 година кога формира Грција, таа беше на полуостровот Мореја направен и тука тие не може да живеат. Так. Тамо е камен, тамо нема ништо просперитет. Европа нон-стоп ја финансира на Грција. 1881 година ја припоја Тесалија, за да живеат малце подобро и за да се придобие со народ. 1919-20 година одлучуваат да го приклучат и делот од Македонија. Так.
значи срцето на Македонија да го откорнат. И тука со одзимање на тој дел, Македонија е ампутирана, што се вика, едната нога. И што се случува, главниот град на Македонија во тоа време, кој останал од сите страни веќе сечеа они, големите сили сечеа, држави и правеа, и остана само овој дел после повлекување на османлиите. Срцето само. А да, остана само срцето. Да. Кој е нон-стоп, тоа е фактички изворот, каде што чест како они да ја мутат водата, таа стално се избиструва на изворот, секогаш ќе тече чиста вода. Така да едно време може да биде матна, ама пак се прочистува. Така да на крајот останува овој дел останува и повлекувањето на турците кои ги пресилија тие, огром вакуум празен кој они немат намера да го прават Македонија. И затоа ја одсекоа еден дел, тоа направи Албанија. Тогаш е формирана за прв пат 1912 година е формирана албанската држава. И сега од тоа што останало од срцето, еве излегува, не знам дали после 300 години, меѓутоа по вашиве теории можеби сме тука некаде, ама излегува повторно една нова енергија на која не се надева и не ја очекува. Што правиме сега? Видите, ние мораме да се браниме. Ние сме и заслужиле од светот да не признае како македонци, затоа што многу има направено за овој свет. И ние имаме задолжено светот. Во случај ние кога си го промениме името кој што бара Европа од нас, затоа што тоа Грција не го бара. Грција не би можела сама да го бара. Не може да го гледаме бара. дека не е Грција Цел сама. свет знае дека е вештачка држава. Меѓутоа тоа некој друг го бара позади неа, не рековме кој стои позади неа, цела Европа и начело со Енглеска. Тие тоа го бараат за еднош конечно Македонија да снема од земјинава карта. Тоа им е целта. Тие тоа го работат веќе 200 години. И након 200 години сигурно не сакат да признаат пораз, дека ние толку мал народ не им се предаваме на нив. И сега они сакат насилно нас, а тоа ќе се случи. На 30 септември ќе биде Македонија избришена македонското име во Обединетите нации. Со помош на Буш, кој има македонско потекло. Сега кажувате некоја информација која вака ја имате од негде слушнато, видено, чуено. Зошто би се избришала од Обединетите нации? Буш, знаеш што е Буш? Бушав. Тоа е македонско име. А ако и македонски корен. Да, ако нешто нашиот народ сака да каже како позитивно во цела оваа негативна конотација дека барем Америка и Буш застанаа зад Македонија. Бе така викаат, ама изгледа дека не е така. Видите што се работи. Јас ќе те признам тебе како македонец, меѓутоа ако ти си го смениш името, јас не можам ништо да кажам. За јас да не излезам криви дека сум ти го сменил името. Меѓутоа што викаат американците? Американците викаат разговарате со грците, решете си го спорот со грците за името. Така, и се почесто така ни викаат во последно време. Еве, затоа па во меѓувреме од овде се појавуваат некои нови иницијативи како резултат на таа веројатно ново откриена наша македонска енергија и толку можеме... Па гледате сега, например, нашиот председател Никола Груевски. Премиер, извините. Премиерот, да, председателот е Бранко. Премиерот побара за македонските имоти. Прашање беше. И тој го подкрена ова прашање. Меѓутоа, слушате, тие не треба да не ги враќат имотите. Имотите се наши. Се на македонци. Јас сум еден од тие кој е протеран од оглишето. Тој имот не може никој да ми го земи. Они го користат. Меѓутоа, ние имаме право да си бараме пред Европскиот суд, да бараме тие за 60 години што го користеле мојот имот и на другите македонци, да ни платат оштета, да не обештетат. Тоа ние подхитно ќе го направиме, у кратко време, за да не исплатат. И секоја година они кои не плаќаат, ќе ги кошта грците и Европа многу повише. Така да ние нема да попуштиме. Кога може на евреите да ги исплатат, ќе бараме и нас да не исплатат, затоа што ние имаме права. Нема да мислат дека ние не знаеме човечките права кои се. И ние ќе си ги бараме. Ќе трае тоа малце, ама и ние ќе ги добиеме сигурно.
на суд. Конечно во оваа држава ми се чини дека сите луѓе како вас, не само за имотите, не само за тие материјални права, Да. никој вас не може да ви исплати таа психичка надомест за такви трауми што сте ги доживувале по разни домови за деца без родители. На оние кои се бореле против фашизмот, оние кои убивале македонци, илјадници, цела Европа си ги испрле раците со крв македонска. И ние сега да им дадеме на нив да они триумфираат пред нас македонците. Па тоа ние нема да дозволиме, да знаат дека Македонија секогаш раѓала патриоти и ќе раѓа. Особено ако треба, како во вакви моменти, а свесни сме сите дека треба. Да. Ми се чини дека Македонија се држи се уште и е жива. Срцето, тоа што го спомнавме, пулсира и се уште чука само на енергијата на такви луѓе. Да. Во тоа име, нека биде тоа и крајот на денешниот Македониум. Фала ви многу. Дека не има, ќе не има и додека нели последниот од нас е овде. Вечни сме. Ќе чука тоа срце македонско. Осудната година за нас македонците, ако издржиме до крајот на годинава, верувајте ми дека сме вечни. А јас се надевам дека и другата година ќе се видиме малку да резимираме некои нешта што се случиле во меѓувреме. Дај Боже. Бидејќи знам дека сте уште ден-два во Македонија и после се враќате, јас сакам да ви посакам убав престој дома. Фала. За уште за ова кратко време. Среќен пат назад и да бидеме во комуникација. Видите, јас сум секаде дома. Македонија од Шпанија до Индија. Јас светот ќе го подразбирам како македонецот кој ќе има право од Шпанија до Индија без пасош да се движи. Тогаш ќе го разбирам светот како демократски. Ви благодарам за гостувањето во Македониум. Кажавме вечерва многу интересни работи во име на македонската вистина. Ви посакувам се најдобро. Фала ви многу. До нашите гледачи да се обратиме, да им посакаме пријатна вечер со програмите на Skynet. Фала. Здравје Боже, ние значи ќе се видиме со документарниот филм од материјалот од посетата на хунзите во Македонија, меѓутоа некаде во септември, на почетокот на новиот циклус на Македониум. А до тогаш ви посакувам се најдобро, поминете пријатни летни мигови во нашава убава Македонија. Бовин, круна на македонските вина.